Како се справуваш со тоа да си жртва на координирани напади преку лажни вести или некои одредени други форми на говорна одмор? Тука има две димензии. Првата димензија е Викторија политичарот или Викторија професорот од универзитет. Во тој случај воопшто не ме погодуваат ваквите навреди, да кажам, затоа што тоа се ботови најчесто од еден ист центар кој што таѓат и да не се од ист центар се креирани, матрицата е таа. Така што на нив воопшто не му давам некакво значење, ниту пак имаат некаков си допир со мојот живот и делување. Но има една друга димензија која што вика Викторија мајка на 2 деца и Викторија која што е сопруга и Викторија која што нели е жена дел од политичкиот живот на државата. Во таа димензија сметам дека се справувам добро со мизогинија која што е нели процес на женомрзачи и така натаму, некоја одлика на 17 век, не на 21 век, но она што е навистина поразително е тоа што ние се уште сме заглавени во тој 17 век, особено на социјалните медиуми и особено на така да кажам тие лажни вести кои што ни се сервираат. Дел од граѓаните сум сигурна дека едноставно не обрнуваат внимание. Јас ниту сум таков човек, ниту пак ќе дозволам некој да ме вовлече во атмосфера на негативизам и на навреди. Треба еднаш за секогаш да престанат хајките против нечие семејство, против нечија личност и така натаму, особено против жените кои што се дел од политичкиот живот, без разлика од кој ентитет политички доаѓаат во државата.